интересен и исклучителен амбиент, не ракометен. И Немања се чуди зашто станува збор. Сме во Нови Сад, во Новосадскиот театар, унгарскиот, каде што еден за мене голем македонски режисер вечера ќе има премиера, познатиот Ричард Трети, ама ние ќе се зборуваме за ракомет. Подобро е така, со спортисти збори за спорт. Со спортисти за спорт, а да со глумци и со режисери за театар и филм. Немања ти благодарам што така брзо ја прифати поканата да се видиме, блиц и да поразговараме малку за ракометот. Да поразговараме за оној дел кога беше во Македонија на 2 пати, за твојата кариера и нормално за твоите планови. Првиот пат дојде во Вардар 2007, ако не се лажам. 2007 дојдов на повик на Вујо. Вујо тогаш беше во Вардар. Вујо ми беше пред тоа селектор во младинска репрезентација. Вујо беше селектор на А репрезентација и на кадети и на јуниори, на сите. Да. И ме сакаше Вујо од почеток, така од стартот. Беат многу добри играчи во таа репрезентација на тогаш беше Србица на Белара, колку сум стар. Колку сум стар за Југославија. И тогаш имавме добра сарања, добри резултати. После тоа Михајло ме бараше пред да одим во Словенија. Ама да бидем искрен, тогаш македонски ракомет уште не беше на некој ниво знаем. Сериозно. Пелистер, Јафа, пошто Јошко од Ниша, овој Трајан Петковиќ, тој работише во Јафа, во Велес. Имаше некои клубови, ама не беше тоа ниво како пред неколку години. Така. И за мене подобро беше да одам во Словенија. Јас мислам дека беше подобро, ама Тогаш ракомет на Македонија не беше високо на... Не. Требаше многу убедување за да... Не сум јас бил некој играч, не знам каков, тогаш бев 20 години, ама не беше нешто примамливо за играчи од Хрватска, од Србија да идат во Македонија. После ја кога дојдов во Вардар, видов дека таму има многу добри играчи, ама не било тржиште едноставно за... Не било ни финансиска ситуација добра, ни ништо, така да у Србија бил, не знам, Партизан, Желјо, Војводина, појака лига била тогаш. И тогаш Михајло ме бараше, ама ја отидов во Словенија. Во меѓувреме, Јовица Цветковиќ беше у Металург, тренер, а Вујо во Вардар. И тогаш почна да се пишува така повестици, има дерби, има да. Прв пат слушнав тогаш за тој дерби Вардар Металург во спортски журнал, тука беше уште еден вестник во Србија, Спорт се викаше. И мене тогаш прв пат видов и ми беше интересно. А во Словенија доживев едно не разочарување, него не било тоа. Очекувањата не се исполнија. Да, беше клуб окей, лига топ, ама не знам, нешто бев мали, отидов од дома и така не. Словенци ладни ние тука во Словенци ладни ние јужњаци. Викнавме по кафани, по му обеди. А таму у кафана седиш сам? Кафана, да, тогаш почнав да пушим, зашто бев сам и ми беше многу досадно. Тогаш беше во кафичи дозволено пушење. Тогаш беше, се сеќавам, инсталирав Skype. Тоа ми беше чудно како може да се збори за без пари и да се гледаме. И Словенија напредна, нели? Словенија е многу добра земја, многу е убава земја, преубава е. Ја многу ја познавам, ќе ти кажам вака меѓу редови, ја долго време работев во Рено. Ја уште се занимавам со тоа. Тоа е во ново место, така? Да. Ја живеев во ново место. Така, и ние од Македонија, од локалното Рено, одевме во ново место на обука. И таму сам живеев по една, по 2 недели, по 1 месец. А сам беше или имаше некој? Сам, ама од цела Југославија, например, нели, тој регион Балкански, таму на обука, ама сега јас од Скопје сам. И сега после часови некои словенци, некои... А кој време ми збориш за кој време? 2002, 2003, 2004, тој период, така да ми е близко од прилика. Знаеш. Тој момент кога влегуваш во кафич или во кафана и си сам. Така. Познато ми е. И те разбира. Млаци, бараш друштво, бараш ова. И се сеќавам на Вујо, му пратив порака, Вардар играше во некој Еврокуп, Челендж куп, не знам, така у Грција. И му пратив јас порука, пошто имавме комуникација за такој некој... По Skype? Не, SMS. И
Vujo mi reče, fala mnogo, jaz bi sakal da te donesem u Vardar. Викам, ајде, одработите ви утакмица, ние имаме уште да играме овде. Плей-оф беше тогаш на Словенија. И не знам Вардар дали загуби или... Не е битно. Тепаше, па после од Босна загуби, Сарајевска. И после едно 15 дена беше нека пауза и Михајло ми се јави, вика, ајде дојде у Скопје еден ден да правиме мобет. Прв пат јас тогаш бев у Скопје. Бевме на една пријателска утакмица Желја, Металург, ама тоа беше негде, мислам на кај хотел беше негде надвор од градот, не го видов Скопје. Да, и ја палим ауто, одим го соберем брат ми во Ниш. За сат и 45, јас сум во Скопје. Убаво, топ. Михајла му причека во, како се вика кафана, Карши Холидейн. Карши Холидейн. Преку Вардар? АЦ Судијаше собствено. Доле Национал. Да, Национал, браво. За кафане? Јас не сум некој кафански тип, ама сакам дружба, сакам. Да. И тука со Михајло седевме сат-два, не знам колку, Вуја дојде, Лилја, жена му на Вујо. Прошетавме из чаршија малце низ град. Викам, ово добро е овде, не е лошо овде. И тука се договори с Михајло, ми потпиша договор. Така дојдов овај. 2007 година. Тоа беше првиот пат, остана 2 сезони. Да. Па Тогаш игравме многу добро. Почне Вардар некако, научил Мојсовски отиде, тоа беше малце хендикеп, сакаше у Шпанија да оде. И одигра таму една година и се врати. После игравме заедно една година. Меѓутоа Михајло малце така сите знаеме како е. Што е тоа актуелно се? Да, пред некој ден со Тимур имам дека за сега. Казна, да. Он е многу е голем бизнисмен и супер е човек. Само кога се во прашање такви договори, ова тука е. Тука е малце зашкрипува. И сите што имат уште некоја понуда, не сака Михајло да се ценка, да разбираш. И за тоа доста коментари играт 1-2 години кога Михајло изида. Ама мене со Михајло и со Вујо таа комбинација ми беше топ. Бев млад, играв добро, живеев убаво во Скопје, блиско ми е Ниш, све беше супер. И ме бараше тој од Колубара председател тогаш. Ајде дојди, и тоа се случи. Му кажав, ја на Михајло имам добра понуда, малце да ми покачиш договор. Не, Скопје е убаво, тоа е една финта. Скопје е убав град, ефтино е, не трошиш многу пари, блиско ти е дома. Уживаш? Да. Што е така. И треба да се среќат дека играш во Вардар. Ама тоа е тебе кошта тоа. Ако имаш нешто на тржиште подобро, нормално е да се оди. Да, факт е, сега вие како спортисти кариерата не ви е до пензија. Мора да ги искористите моменти. Сега 38 години имам крај. А како вчера да беше точно, правиме момент сега. И после неколку години се врати повторно ова. Да, бев во Франција, во Колубара една година, па во Нант 2. За таму во Нант имаше некои интересни соиграчи. Имаше тогаш, да. Имав од соиграчи тогаш беше оној Кимегдал Дюриц од Шведска. Беше Валеро Ривера тогаш, овој што е капитен до Лани Рок Фелио. Имав оној пикер за репрезентација на Катар, што игра шпанец, Борха Фернандес, тренер оној што интересна екипа. Да, добра екипа. Да, добра екипа. Тогаш Нант почнува да прави, да влегува со поголем буџет, со поголема хала, со да прави овој клуб што е сега. И таму беше супер, таму дете ми се роди таму, прво ќерка, па живеевме 2 години супер и имав таму понуда да останем уште 3 или 4, ама Михајло ми се јавуваше сето тоа време, бевме во комуникација, на поруки, на ова, на она, и Михајло вика, ти треба да се вратиш во Вардар, тука ти е дом, тука ти е близко. Се она приказно од пред 3 години. И тогаш Кара дојде во Вардар, Бели Петрич беше во Вардар, Джамбо, Столе беше во Вардар, беше добра екипа Металург, тепаше 2-3 години поред. Имаше малце фрустрација кај и Михајло, ајде дојде, и јас се вратив во Вардар. И те 3 години ми бе најубави во кариерата. Ама и најжестоки беа и најжестоки, дерби, да. дуели. Тогаш мислам дека во некој почна и Сеха лига да се игра? Почна Сеха вече. Тоа беше втора година. Кога се вратив Сеха се играше. Вардар веќе влезе во Лига на шампиони. Да, Вардар беше Лига на шампиони, па и Металург, без квалификации. Тогаш беа квалификации.
И се сеќавам една година, мислам, 4 утакмици нерешено беше со Металург. 4 утакмици нерешено. Делува како местини, невозможно 4 реми да играш од 6 утакмици. Марко го прашувавме сега во гостувањето, нели он близок со Самсоненко, Самсоненко газда на Бет Сити и кажа Марко, значи една утакмица гаранците на местина. И Марко не газда. Знаем, играш утакмица, не може некој да води 5 разлики, 3. Не, тука е 1-2x, 1-2x. А па во ракомет е многу неверојатно, скоро како во кошарка да заврши нерешено. Многу е, да, нели, можеш една контра 3-4 секунди. Македонија се сеќавам како беа тие утакмици. Македонија има едни фрустрации, поготово на тоа европското првенство во Ниши во Белград, кога се играше со Данска, со Германија, кога во неколку со Македонија со кој играше X? Со Шведска. Со Шведска, па после со Данска на со гол. Данска на гол, со Да, Германија на гол. Значи тие беа такви некои шокантни моменти, публиката уште не е свесна што се случило, не? Да, есте, малце чудно да биде, али таа година со Металург 4x играш, тоа е. А ние да не намест. Нити еден. Нема Сигурно, да јас дадов гол некој задња секунда, мислам, тоа беше прво коло победа, после 3 поред нерешени, па така, нешто, баш чудно беше таа година. Ама Металург беше исто страшна екипа. Страшна екипа. Ние знаеш како проблеми имавме таму. Металург игра во Лига на шампиони, Вардар игра во Лига на шампиони. Во една година се појави и ЖРК Вардар. Да. Значи Лига на шампиони. И ние сега дома нели бараш кај жената оправдание за да идеш во кафана и утакмица и она вика не е можно вика се Лига шампиони не е можно. Да, така беше. И секоја утакмица 4, 5, 6 илјади. И на Металург и на Вардар. Да. Па со Марко сега не знам точно која година дали ти беше тогаш во составот кога имаше еден инцидент баш Марко во автокоманда со публика, може таа да и покасно, не сум сигурен која година. Не, во автокоманда, јас кога отидов од Вардар, Металург почна да тоне. Да тоне. Не било тензија више. Може да е тоа бил таа задња утакмица што игравме таму. Може. Пошто една загубивме титула таму во автокоманда 6 или 9, не се сеќавам тачно. Ама година и после тоа беше некој инцидент. Може би да е тоа. Може би, ама не се сеќавам. Во секој случај тоа беше жесток. Сега годинава имавме еден таков дуел, ама сега со Пелистер. Вардар Пелистер. Да. И искрено ние малце го искритикувавме Вардар околу организацијата, значи шо ради короната, шо ради еден подолг период кога Вардар остана сам доминантен, добиваше без проблеми титулите и најверојатно малце подзаспаа и Вардар како клуб, и полиција, и организација и дозволија да има пак инцидент на Шкембари и Комети. Да, ама сега за среќа пак ете некако. Да, испратив тоа во вестници. Ама па Пелистер победи, сега Вардар прв пат после многу години во ситуација да стрепи за титула. Сега не знам, тоа беше втора утакмица од регуларниот дел. Не, тоа беше прва утакмица од плейоф, сега има таков еден чуден формат кај што се игра регуларен дел па плейоф. Па од регуларен дел прва утакмица во Битола доби една разлика. Што беше тоа? Тоа беше во регуларниот дел. А втора утакмица во регуларниот дел заврши нерешено. Во Скопје. Не, обратно. Вардар доби во Скопје, во Битола нерешено. Сега почнува плейоф. Првата утакмица во плейофот беше во Скопје. Во Скопје ова сега и Пелистер ја доби и сега е Пелистер во предност. Под услов се да победат, таму негде на 30 април се игра во Битола Пелистер Вардар, ако Вардар изгуби Пелистер и нерешено да е Пелистер е шампион. Добро, тоа е здрава конкуренција, нормално е. Апсолутно. И сега да има уште Металург со она екипа кога добил и Металург и тогаш ќе дојде она вистинското, нели со години се зборува и за тоа сега ќе те прашам дека на Балканот, нели на наша стара Југославија, дека најдобрата лига е во Македонија. И сега реално во еден период кога беа и Вардар и Металург во Лига на шампиони, практично така испадаше дека македонската лига е меѓу најака. Да, ама тогаш беше многу велика разлика помеѓу Металург и Вардар и останалите. Сега не е така. Сега, окей, се подобри Вардар и Пелистер, ама има. Пратим таа лига, има добри клубови, има добри играчи, има интересни. Хотел, Финекс, Пролет, Охрид, Тиквеш сега е интересни надпревари, има по некои страници таму, значи е многу интересно. Ти се веќе неколку години во Воеводина и вие сте тука исто апсолутно доминанти. Па, да,
може да се... Сега загубивме куп минатиот викенд од металопластика. Да не е местно. Има тука доста... Ја во живот не можам да местена такмица, а сега испада ова наместено, ова не, бевме многу лоша форма. Не знам, од кога дојдов тука немаме пораз од металопластика. Не пораз било, 3, 4, 5, 6 гола разлика секогаш. Сега така не бевме во форма, играше се во Лесковац, Final Four, и во полуфинале, мислим, XXX на крају една разлика победивме Раднички Крајуваc. И утре знаев дека ќе има проблем. Да, металопластика беше топ, и голман, и одбрана, и напад. Се, ние бевме там. И два продолжетки и загуби. Ама добро се случува. Кога не оди нема? Да, тоа беше ден кога не оди нема. Јас се сеќавам исто така една година добивме Металург, лига, игравме куп, бевме апсолутни фаворити, зашто Металург не играт пола екипа. И ние водивме до 50-та минута и свртеа и загубивме. И тога Михајло Пеков направи. Се сеќавам, тоа тензија беше зашто загубивме замаза. Доаѓа таков ден. И те прашува не како загубивме. Не знам. Ама се случи така, никој да не одигра ништо. Има таква една утакмица, ние во Скопје што се раскажуваме, во вториот Final Four на Лига на шампиони кога Вардар стана, европски шампион, губеше од Барселона нешто 9 разлика. Да. Ние сите по кафани веќе готово, да чуваме кафе, ќе пиеме, се сврти така. Тоа е спортот, зашто? А во финале, без никаков проблем победи Вардар против Веспрем, кој што исто беше топ. Да. Ама да, и Килце исто со Веспрем 3-4 години пред 9 во 50-та минута 9 и се сврти утакмица. Тоа е спорт, затоа. И затоа и ракометот убав. Да, атрактивен, брз. Мене лично ми превод. Не зашто играм ракомет, ама преубав е спорт, ама да се гледа топ ракомет. Сега некој ракомет ниво да дојде човек кој да се разбира во ракомет да гледа, не, ама топ ракомет да се гледа преубав. Колку се промени ракометот од тој период кога беше во Словенија, во Колубара до денес? Па се смени доста, зашто двете работи се смените. Прва работа е влегат тие шпански тренери со нивни систем и го упростија игра. Се што беше као невозможно сега се подразбира. Така. Значи тактика многу е сменета, сега детали одлучуваат кој ќе те по утакмица. Ајде, окей, голман, ама во одбрана исто така, овој играш прави тоа, овој играш прави тоа, кога овој направи тоа, ова ќе затвори. Тоа е шпанска школа, тоа шпанци игра донесоа и сега во Европа 10 топ тренери се шпанци. Пред неколку недели гостин ни беше Дейвис, тренерот на Вардар. И јас му извадив малку статистика од Лигата на шампиони и од доминација на шпанските тренери. Сега може би ке сгрешам. Последните 10 Final Four обавезно шпански тренер. На еден Final Four 4 шпански тренери. Да, се сеќавам. Во последни 7 сезони Лига шампиони во 5 шпански тренер со екипа победила. Значи, тоа може да се знае. Тоа е систем како во фудбал, исто сега има 5 тренери и тие се во финал. 90% се тие. Клоп, Гвардиола, не знам. Значи тоа е така во ракомет со шпанци. Ке доминираат ли уште Немања? Како ти делува? Шпанските тренери, па мислам дека малце се смени ситуацијата за последна година. Пример ово што игра Холандија. Ти немаш време да смениш еден играч. Гледав утакмица Црна Гора Холандија. Не може да смени централен играч тренер на Црна Гора, зашто примаш гол. Влагато шанса 100%. Не може, и му игра Пикер 1,80 м, централен играч во одбрана. Нема време да го смени. Значи, доаѓа тоа трчање пак некако се враќа, ама кога гледаш шпански стручњак, шпански систем, игра против тркач, резултатот е 22, 23, 25. А гледаш Данска, Норвешка, 37-36. И за 2 дена играат против Шпанија и тие ги спуштат на 22 гола. Значи, тоа се детали, тактика. И некогаш Раул кога дојде у Скопје, прв ден тоа ќе те прашувам следно сега, за Раул, да. Имаш прв ден имавме видео сат и 15, утре пак сат и 15. Заутре сат и 15, викам Раул, кога ние имаме вака видео секој ден? Ние имаме видео секој ден. Тогаш не збориш македонски, ама го имитирам овце. Така секој ден правиме. Он вика, тоа више го гледате сат и 15, ја работим 8 сати.
За да Значи, го тој има пренесе работа. лесно, да. Да. И детали. Сега сите сме екипе, 16 играчи, секој гледа, работи што на тренинг и после, кога дојде ние загубивме од Војводина дома. Од нек се таму, ама кога влеговме во форма, кога сфативме кога научивме тие детали, после со онаа екипа, добра екипа, ама ние бевме со Хамбург, елиминиравме со Фленсбург на гол разлика. Значи можеше и таа екипа да оде на легендарна е таа со Фленсбург. За мене омиljena утакмица ми е таа. Таа се играше во Борис Трајковска. Тоа е истина, атмосфера и Джамбо бранише чудо и ние игравме добро сите. Стварно многу во утакмица беше. Таа е од тие утакмици кај што во неколку секунди се смени. Неколку секунди беше. Поче Марковиќ да даде оној гол, беше чист цицер. И то овој голман Андерсон беше најдобар голман во Европа тогаш. Имаше најголи процент. Ние немавме проблем со него. Влага оној што никогаш не бранил, не отпута задни 15 минути. Сега не рачунавме на него може. Да, ама од тука некако почна подемот и само довербата на Вардар како клуб на играчите. Да, дека може, дека има потенцијал, дека може да ти Сега кажеме за Раул. Јас знам една приказна дека Раул рекол прибак дека окей, може да остане у тимот, ама ќе ми биде трет. Тоа беше плеймейкер, пример. Дали тоа ви Он дојде прво и прво не знаше ни каде доаѓа, ни што има он играчи. И он му се свиѓав јас на прва и играв добро ја кај Раул. Он форсираше кара ја и душевај. Таа брза бекинска постава со добри, да, со добри пикери. Игравме добро и после почна да се збори ќе се носат многу играчите, не знам. И потпиша, он договори со доста играчи во текот на март, април, мај, до крај на сезона, ама ја играв стварно добро во таа сезона и Раул ми кажа ти ќе останеш. Уште една година со Сергиј да се видиш да продолжиш договор. Јас тогаш имав добри понуди. Изгрешив, можеби што не отидов тогаш, затоа што имав многу добри понуди. Ја останав уште една година со надежда дека ќе играм пак, ама почнат припреми, се супер, почна Лига на шампиони, клупа, не играв многу, играв сека лига, ама не играв Лига на шампиони. Се направи многу голем ростер, Раул имаше добар по некои играчи и извиси за Лига на шампиони. Може да играш ти сека лига, ама да. Лига на Ама шампиони. други мотивот и мотиве други, клуб немаше исти вако амбиции за сека и за Лига на шампиони. После тоа не продолжив договор, беше она цела ситуација со комити да остане, примак да остане. И ја можев да останем, ама не знам да играм за можеби домашно првенство малце или тако. Бев у добри години, можев уште да играм сериозна ракомет, да. Така да малце ми е криво само што со Раул не работив во некој друг клуб, да одработим уште 1-2 години да научим уште малце. Сега, ама со Раул пата врза и друг еден момент исто поврзан со Македонија. Да, тоа беше грешка број 2. Грешка број 1 што не отидов веднаш, а грешка број 2 што се вратив во репрезентација. Тоа е една посебна приказна, мојот клубски ракомет и репрезентативен. Значи тоа е јас исто така верувам дека играч има репрезентативни играчи и има и клубски играчи. Значи ти кога видиш хрватска репрезентација, пример, сите играат во репрезентација топ. Така, во клубови, окей. Да, играат добро, али не играат како во репрезентација. Играчи од Србија, клубови играат топ. Дојде во репрезентација, така е. Мислам, нема македонска репрезентација беше добра база, една добра екипа. Јас немав намера да играм за репрезентација Македонија. Меѓутоа, се повредува овој, оној... А Македонија нема многу играчи? Немаше тогаш никој. Кузмановски нема. Ама тогаш беше 3 бека. Кире, Мојсо и Жути. Имаше одбранени играчи, Аце Јоновски, ама бекови немаше. Играше Митков, наместо Кире во одбрана, Аце Јоновски, Веле, Никола Марковски, така. Значи немаше ростер. А Таленски беше дете, Кузмановски дете, не додет уште. И ја во разговор тогаш со овој Коки Панчевски, лекар, доктор, тој ми е пријател. И тогаш се друживме доста на Скопје, он е навивач на Вардар, ама беше во федерација, мислам, директор на репрезентацијата така. И тој прво ме прашуваше, а Михајло ме прашуваше пред 5-6 години, рецимо, ама
тогаш сакав да играм за Ти Србија. имаше настапи за Србија, Да, мислам, има, така? да. И за таму има некоја и административна пречка, треба да има 3 години. пауза, така? Да немаш ниту еден настап 3 години за да можеш да... Нити еден повеќе, така. Така. И Коки ме прашуваше во меѓувреме, зборив со македонски играчи, со мои, со жути. Вика, ни треба еден бек, така. Сите беа позитивни да ја дојдем да земам пасош. И пријатели од Скопје, Македонија, ајде земи. Амбиентот беше... Амбиентот беше така, да играм за репрезентација. Ама таа репрезентација веќе беше оформена и многу е тешко за да играш тој ракомет што тие го играат 10 години. Буквално 10 години, се знаат кој како дише таму меѓу нив. Ама добро, не се каjem јас заради тоа што земав тогаш пасош, него ето не одиграв на тој ниво на кој играм ракомет. Да, мислиш дека би можел да... Само тоа ми е малце криво. Друго ништо, многу сакам сите што дојдат во Македонија, сите зборат, јас сакам Македонија, сакам ова, јас стварно искрено зборим, мене таму ми беше топ, најубава кариера во Вардар, во тај клуб, во тој амбиент, со тие навијачи, со они дерби во автокоманда, со овакво, се беше супер, стварно. Не жалам заради тоа, него ми криво што се вратив после во репрезентација, зашто кажав не сакам да играм више, готово, идем за Истанбул. Бев таму со породица, со ова, немаш време, како репрезентативец немаш време. Да, и тоа е исто една обврска плюс терен. Така. Некој беше квалификации со дома со Чешка и тогаш стварно дојдов само да помогнем, зашто немаше кој да игра. Жути беше повреден, мислам, мој сојаѓач повреден, Жути пола екипа беше на тоа се, пола екипа повреден. И после тоа Раул стана селектор и Раул ме викна да се врати. А јас на Раул не можам да му кажам. Сега ќе направиме малку пауза, се напиеме вода од чаш и ќе продолжиме, пошто супер ни тргнемо. Може. Стигнавме до Раул, до репрезентација. до репрезентација и а сега на пауза си направивме други моменти за комити, за чкембари, ни отиде малце мисла. Добро, тоа ривалство, кажав, треба да биде не на овој ниво, да се некој тепа, да се кара на вако, али треба да има некој ривалитет, да. Зашто јас сум комита, мислим, имам и пријатели навивачи и така, ама ги почитувам чкембари, зашто е сериозна група, добра атмосфера прават, имат свој некој култ, свој град, значи треба да има некој почит. Играчите на Нексе сега во реманшот од осмина финале беа воодушевени, не може да се отидат. Да. Овој ја гањаат со оној крилото што играш за Пари Сен-Жермен, заборив како му името. Значи луѓето беа воодушевени. Мелич, спокойно Мелич. Значи луѓето беа воодушевени, логично да очекуваш дека чкембари ќе го истурат гневот, пошто Пелистер изгуби, ама... Тие се играчи помлади, но не се сеќават време кога Пелистер беше јак тамо 90-те, не знам, и пред тоа Пепи Манацко кога играше со Вујо, Тепачке, вако, они не знаат, се мали разбираш, така да има сериозна публика и ми се допаѓа овој проект Еврофарм, зашто еден поштен клуб има свој собственик исплате редовне, услови за тренинзи се супер, така. Треба да има такви клубови, не знам како да се анимират спонзори да влагат малце сериозно, малце повише. Најтешкиот момент е тоа. Најтешкиот момент зашто е политика во секој сегмент на друштво, на Балкан и на Македонија и Босна и Србија, таква друштво сме да ништо се од денес до утре. Нема ништо на долги стави мислим, кога беше проблем со Сергиј, мислим дека тогаш почна Вардар да тоне, да кажем, да дојде Михајло да го спаси, а тоа и во некој интервју кажа, Михајло го спаси Вардар тогаш. Па не беше Михајло, не знам кој други ќе се пати со... Женскиот клуб на Вардар практично престана да постои. Остана женскиот клуб на Вардар нема таква традиција како машки и такви резултати како машки клуб. Да не беше Михајло, тоа мислим дека ќе се врати на некој основен ниво. Вардар и сега е малца на крстопат, што ќе биде како ќе биде. Сите погледи се вперени во тој реманш надпрва, мислам на крај на април е помеѓу Вардар и Пелистер.
И сите очекуваат што побрзо да се одигра, да се заврши, за да се види Зашто кој е правец публика ќе на е. Вардар е навикната на добри резултати. И ово што се случи со Сергиј, може би малце рано се случи да земат две титули, прва една, па друга, и сега публика кој дојде да гледа Вардар, мисли дека Вардар треба да победи Кил или Барселона. Знаеш Не е реално. дека Вардар не може да продаде карти за Суелверу, не му е доволно Не е противен против. Да. Така е, па навикната е публика на големи резултати. Многу нежнава наша публика. Па нежно, да. Па се сечуваш кога Сергиј стави некоја цена за карти Вардар Фенербахче. Нешто беше На 300-500 денара и не сакате да така. Малце сме чудни ние за Малце за- повеќе, да. Ај, сега малце пак околу балканскиот амбиент. Како ти делува дека се движи ракометот, Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска? Има таленти, постојано излегуваат играчи, меѓутоа нити клубовите можат да направат некој исчеко, некоја сензација како порано, пример Загреб, од Словенија беа Целја, европски да. шампиони, Да. па Вардар, наназад ако се враќаме во бивша Југославија, уште полесно може би беше. Ама еве во овој амбиент кај што има многу играчи кај што добар ракомет се игра на Балканот, кај што сите признаваат, кај што многу балкански, југословенски играчи играат во врвни лиги, Франција, Германија, Сега. Шпанија. И сега се може не толку, ама лидери се. да, Франција, Сега Германија. гледав поголемо. утакмица Берлин Нант ми искача нешто на YouTube, видев Кире најдобар на терен. Значи играчи од Балкан се најдобри во Европа. Ама пред, не знам, може 2 години, со брат ми телевизор гледам, дома, што никој не гледа више. И има некој СОС канал во Србија, не знам дали уште го има, мислам дека има. И не видам кој игра, ама видим фудбал. Некој во овакви љубичасти дресеви и овие бели. Овие бели ги тепат, не може да поминат центар овие љубичасти. Ама играчи добри, некои шпанци, викам, што е утакмица ова? Google, пошто овој некој коментатор вика 18, не знам која година, ја на Google, Риека, Реал Мадрид. Замисли, Риека, Реал Мадрид, 3-1, мислам дека беше во Риека. Реал помина еднаш центар да Реал Мадрид. Значи, замислите Звезда, Партизан, Хајдук, пак тоа беше време пред 30 години. Систем на финансирање беше друг. Што сакам да објаснам? Беше јаки фабрики, привредници, политичарите, сите беа во клубови. Култура на спортско живење, Стадиони, од школа, средно така, школа, селекција од мало, сали. овој професор на физичка култура, мене ми беа двајца, еден беше атлетчар, еден гимнастичар, ама репрезентативци беа од сериозни спортисти и тие работиш ракомет во пето оделење, не знам, додавана и ми кажа професор, ти добро додаваш, ти си за ракомет. После тоа во шесто оделење кошарка, правиш роли, финти, овој вика, овој е добар за пат, те прати, па вика овој тренер од баскет, имаме едно дете, добро е, па. Тоа во Македонија сигурно се изгуби. Тоа беше сегде за Југославија збориме. Така беше. Сега се професори на физкултура, право во моја основна школа предават човекот има 130 кила, 30 години, не знам како оној може да заврши див. Джудо. Тука се базични проблеми почнува тука. Па после тоа родители многу се амбициозни, праќат деца да играат фудбал, тенис, значи спортови кај што само се пари гледа. Сега извините прекинувам. Бевме од Црна Гора исто на оваква културна турнеја и отидовме на гости кај Ракчевиќ. Не знам, игравте заедно малку? Или си пријател со Ракчевиќ Или игравме против? ние, игравме Што ние. тој беше и во Вардар и во Металург. Тоа после беше, игравме 2 години во Вардар и година во Колубара. Има една многу убава малечка винарија. Све знам, И бевме таму, беше многу интересна авантура со снег, со тиста чуда. И меѓу другото, овој момент, ми вика он, татко ми вика, еднаш има дојде кај мене на утакмица. А ти видиш сега родителите прават притисок на 14 годишен играч, така? Зашто? Какви времења биле, како се промениле прилики? Не, јас со автобус одив секој ден, второ оделење бев. 8 година со автобус одив на тренинг секој ден. Тоа нормално беше. Сега родители возат, доносат, чекај да заврши тренинг. Се качат на овакво, ајде, дај гол, доиграј одбрана игра. Притисок на Притисок, да. на тренера. Значи прво од школа оди преку амбициозни родители и после тоа
Ако збориме за клубови и за финансирањето на клубови, тоа е голем проблем, зашто играчи од пример сега, еден пријател ми е фудбалски менаџер во Србија. Значи са 16-17 години потпишат договори со менаџери и веќе 20 година си отидат. Значи ти у таа лига што зборивме, Стара Југославија, имаше играчи 23-4-5 години кои играат тука. Не играат Созрева тука, да. Да, не играат во Аталанта, во Рома, во Лацио или исто така и за раката збор. Значи Талевски е класичен пример. Отиде многу рано од Македонија. Беше Талевски многу добро од дете, добро е. И сега ти наместо да одиграш уште 2-3 години дома, Некој природен тек, така да расте, да. идеш таму, па не играш, па седиш на клупа, па се Па враќаш. фрустрација има окупа, нервоза. Он сега добро игра. Сега игра Таму добро, игра супер, да. ама мислим дека можеше да направи многу повише. Најверојатно Кире добро му влие, најверојатно Дейвис во Вардар добро му влие и он полека се враќа, дури имаше еден надпревар со 10 гола, по 6, значи Тој многу голем потенцијал, ама моје мислење е дека подобро беше да остане уште две, да имаше можност да остане. Сега немање пак, ама балкански, ама сега и репрезентацииве балкански не ни прават успехи. Ајде речеме Македонија можеби никогаш немала, ама еве Босна е слава, Црна Гора некој пик, Србија се мачи, Хрватска се мачи, Словенија се мачи. Значи имаме многу играчи, многу Тоа успоредба со време кога беше иста држава, беше многу јача. Сега исто беше спектакуларно на последното првенство, сите 6 го зборевме ние тој момент. Ама никој ништо не направи. Ама никој ништо не направи. Нема, тоа е. Ние се радувавме дека Црна Гора отишла во Игра второ. убаво, игра Да. добро, победува. Например, во нашата група беше тоа, ке сензација или Македонија или Црна Гора ако продолжат, сензација дека ќе биде, значи Да. некако као да паѓаат апетитите на Паѓат и апетити и квалитет. квалитет. Ама играчи има многу некако. Играчи има идат рано во странство. Тоа е голем проблем, тоа не можеш да држиш више под контрола. Ти немаш договори, играч има сад, не знам, 18 години, 4-годишен договор во Србија се потпишува. Со 18 години, кога си пунолетан, потпишуваш 4 години. Ја не знам, сите што се малце подобри, на 20-21 веќе се играат. Дали не тогаш малце го губиш и онај контакт со репрезентација, со национален набој која живееш во некое село во Германија, например. Мислам дека не е тоа проблем. Сите на Балкан си сакат своја држава и не е тоа проблем. Него е проблем што не може да сазрат, кога се топ, тогаш да иде во странство, многу би полесно би било, многу полесно. Ја не гледам во некоја во наследните 5 години дека тоа може да се реши. Се врати во Србија и сега гледам как ситуацијата тука каква е. Така е сега на Балкан. Не ми се свиѓа. Сега има интересни два вака што ми се во фокусот дуели. Србија-Словенија играат бараш и Македонија-Чешка. Да, тоа се стари противници. Стари Ние ривалства, играв да. 5 години, играв пред 10 пати со Чешка. Да, добра е Чешка, ама мислам дека подобра е, послаба е од оно време, од пред 5-6-7 години. Мислам дека е Македонија тука 55-45 на страна на Тука Македонија. сега во Македонија има уште една мала тежина, ти сигурно ја знаеш, најверојатно овие два надпревари ќе бидат последни и за Кире Лазаров и за Жутимир Куловски. И ќе имам, мислам дека еден мотив плюс, Да. поготово реваншот е во Скопје, во Македонија. Да, знам. Сега во среда, мислам, играат Во Чешка. Во Чешка. Тој Ако е таму многу битен. да, ако таму биде битен резултатот, да. тогаш тој надпреварот реваншот во Скопје би требало да биде својден спектакл. Сигурно ќе биде пуна сала. Пуна сала, многу емоции. Да, многу емоции. Кире игра 25 години за репрезентација, Жути и 120. Значи многу битни играчи, многу големи играчи. Ако се простат тука, сигурно дека тој момент е многу битен емоционално. А друга страна, ова Србија, Словенија, мислам дека сите зборат дека Словенија е фаворит, ама второ такмица се игра кај нас и ние имавме многу голем хендикеп со коронавирус на првенството. Зашто таа репрезентација, како пред во Македонија, Жути, Кире и Мојс, и еден кога ќе отпадне голем проблем. Така е кај нас сега. Чи го имаме Ѓорџич, Кукиќ, Јовица Николиќ, овој што игра со мене десен бек. Значи сите беа заради освен Кукиќ. Ние немавме шут со 9 метри. Ѓорџич многу фалише. Тренер имаше корона.
овој тренер е одличен, што е Шпанец исто. Така. Ама тој е Шпанец од Ривера школа. Не, Пошто таму има исто 2-3 бази. Да. Да, он е од Тоа со Ривера. Девис исто го зборевме дека и овој од Барселона Паски, дека и тој не е од таа лоза. Тој е 500. Поинаку, да. Вамо е, не знам, Раул, Дейвис, Талант, Паролдо. Талант, Талант исто е својата струја. Да, овој, тој е се од Пастор. Па овамо е Каденас, па овамо е овој, како се вика, Валеро Ривера. Е, овој од Валеро Ривера. Тие тренираат репетација 2-2,5 сата секој ден. Да, малце е добро ги пратиш и ги анализираш шпанскиве тренери. Дали тоа значи дека полека погледите ти се вртат кон клупата? Кон клупата се ми свртат Како ти е тебе планот во кариерата? 37 години? 38 Да, години? пред неколку дена. Се тебе да. Знаеш што, искрен да будем, да бидам искрен, завршив и факултет за спорт и мастер и сите лиценци ги имам, значи можам да бидем тренер, ама како поминува време тука во Србија, помалце ми е желба да бидем тренер, да. Зашто целокупна ситуацијата во спортот, во ракомет конкретно, не ми се допаѓа. За да почнеш да бидеш тренер. Пример, сега Кире почва. Тој има репрезентација, има контакти, има име, презиме и на запад е во моментот. Као што е Жути на запад, као што е Ацејоновски на запад, овде е многу тешко да почнеш да бидеш тренер. Со кој да работиш овде? Нестабилни се клубови, имаш амбицiju, немаш играчи. Може би ја не сум за тренер. Ја би сакал да пробам. Може би да, може би не. Ама едноставно окружение е такво да е тешко да се почне. Ево, ако анализираш тренери во Македонија, кои се тренери ракометни во Македонија, се вртат 20 години, немат можност за да дојде до Вардар, за да дојде до некој добар клуб, за да отиде во странство. Само Шундовски што е, мислам, од тренери преко, да работи во странство. Да, негде на истокот. Така. Значи беше во Романија, па натака. Значи многу е тешко. Ја би сакала, ако биде некоја можност, супруга ми работи овде, имам 2 брата со кои имам некој бизнис, не е нешто вау, ама си чаткаме. Не сум свртен само на ракометот. Да. Мислам дека тој е некои спортисти грешат што само се фокусирани на тоа, окей, кога играш и така натаму. Ама мора малце да се свест, да се рашири, да знаеш да работиш уште нешто. Да имаш опција Б, што ние не играме фудбал во Челси и Реал Мадрид, па сега си мирен за цел живот. Мора да се размислува за понатаму. Да, многу ти благодарам. Имам уште 100 прашања, ама ајде си оставиме за друга прилика, да? Може ќе се видиме и до Скопје, да, па бев ја околу Нова година тамо со жена ми. Имам неколку пријатели што имаме комуникација, добри односи, така. Када тамо во јули може би дека ќе дојде. Аз само што да ти кажам. Со Тимур разговаравме за неговите достигнувања. Не знам, 1000 и колку голови во Лига на шампиони, колку титули, колку сезони играл. И сега доаѓам во еден момент, ама тука нешто ја сгрешив математиката и викам во Лига на шампиони 4 играчи постигнале преку 1000 гола. Кире, Карабатич, Илич и Тимур. И се испадна дека Илич немал 1000, 900 и нешто имал. И ми остана Кире, македонец, Тимур, македонец. Да, тој е македонец. Така? И Никола Карабатич. И ја викам, чекай. Никола Карабатич од Ниш. Да, од родени од Ниш. И тука се смеевме дека Ниш е близко, може македонец, може не. Ше ги цитираме на тој... Не знам, може Хансен да има. Нема Хансен. Нема, сигурно нема. И сега Тимур вика, ама знаеш, вика, не ме ќе викам, во Ниш, дали си бил, не си бил, вика, знаеш, не ме познавам луѓе од Ниш, и сега вика, Джукич, сега до крилото од Вардар, и вика, и Немања. А викам, Немања, него беше македонец. И јас кога беше тоа за пасошот, и беше проблем Буги. И испада дека сите што се со 1000 голови се македонци. Сите се од Берово. Тогаш теравме циркус со пасош кога беше. И Буги не можеше, зашто нема 2 години во Македонија. Престе. И ја можев. Прашав го, како ти можеш, викам, мене деда ми од Берово.
По потреба. Така да, ќе се Немања, видиме на... ти благодарам многу. Во Многу ми јуни. е исклучително чест што те запознав. Ја те знам тебе, Да, нели? знаеме, Низ годиниве од трибини и од се. Се запознавме во Нови Сад, Војводина, во театар. Да, Многу замисли. интересно. Не во Има Народно позориште и ова е градско. Новосадско. Новосадско, да. не во сала. Ти посакувам успех со Војводина и прва прилика кога ќе доеш доле од Ниш надоле да се видим. Здравје Боже, многу ви фала и секогаш кога ќе дојдете тука да зволите. Барем едно кафе ќе правиме. Фала ти, Вари. Фала и на вас.